пациентката е позитивна за вирусот COVID-19, што значи дека е таа првиот пациент во Скопје диагностициран за заболена со овој причинител. Bismillahi wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Ама ба'д. Малку пред почетокот на ова 2020 година се појави вирус, кој го нарекоа корона, односно COVID-19, кој првенствено се појави во Кина, за потоа да се прошири низ целиот свет. Со појавата на овој вирус се појави разни теории, како на пример дека вирусот е измислен и лага, и дека вирусот е направен во лабораторија се со цел фармацевската мафија да заработува милиони и милиони на човечката трагедија. Но, сите овие теории се предпоставки, а на нас муслиманите не ни е дозволено да зборуваме на предпоставки и без докази. Затоа ние одлучивме во овој видеозапис во кратки црти да ви представиме што вели исламот и како не советува да постапиме во време на една епидемија. Не, ние нема да ви зборуваме од медицински аспект, бидејќи не сме компетентни за тоа. Туку само ќе го фатиме теолошкиот аспект. Низ призмата на еден ајет, хадис и историска случка ќе видиме дека овој вирус не е нешто ново. И ќе видиме како исламскиот законник поставил мерки на заштита за време на една епидемија. Возвишениот Аллах вели: сметате ли дека ќе влезете во џеннетот без да ви дојде примерот на оние што исчезнаа пред вас? Нив ги погоди сиромашти и неволја. Во овој ајет исламските алими зборот неволја го толкуваат како болест. Нашиот Господар не предупредува дека ќе бидеме искушувани со разни болести. Што значи дека болест е искушение која доаѓа после благосостојбата, односно здравието. Исто така е испит за сите нас, како ќе постапиме, дали ќе бидеме трпеливи и благодарни на Бога или пак ќе отидеме во друга крајност, богохулие или слично. Аллах да не сочува тоа. Аллаху амин. Сигурно, сите вие се прашувате како да постапиме во овој немир и паника која владее на сите страни. Но не грижете се, кога Аллах праќа искушение, со него праќа и упатство како да постапиме. Во тоа е совршеноста на неговиот племенит говор, како правило број 1, да останеме присебни и да не паничиме, да бидеме смирени и да се свртиме кон делата кои го смируваат нашето срце. Како што вели возвишениот Аллах, оние кои веруваат со споменувањето на Аллах ги смируваат срцата своји, а срцата се смируваат на вистина со споменувањето на Аллах. Второ правило: што повеќе доброволни ибадети, како што се ноќниот намаз, читањето на Кур'ан и останатата исламска литература, осознавање нови работи во исламот и друго. Трето правило би било, кога веќе имаме оваа можност да ги научиме довите од суннетот на Мухаммед саллаллаху алейхи васелем за заштита од болести и дова за болниот. Рекол Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи васелем: кога ќе чуете дека во една земја се појавила чума, не влегувајте во неа, а ако се појави во земјата каде што се наоѓате, не излегувајте од неа бегајќи. Значи, правилото гласи дека ниту ќе влеземе во држава, град или село каде што има заразна болест, ниту пак ќе излеземе од своето место на живење. А коронавирусот е таков што моментално е распространет речиси низ целиот свет. Затоа е најдобро да си останеме таму каде што сме и да ги почитуваме препораките и упатствата на надлежните органи, лекарите и останатите државни и безбедносни институции. Овој вирус беше причина и за жртви. Имаме радосни вести и за нив. Рекол Мухаммед саллаллаху алейхи васелеме, кој ќе умре од чума, односно заразна болест, тој е шехид. Секако дека жртвата бива шехид доколку била муслиман или муслиманка. Во историјата на исламот е позната случката кога Омер радијаллаху анху патувал со Ебу Убејде Амир ел-Џарах кон Сирија. При патувањето им доаѓа вест дека се појавила чума во Ирак и Сирија. Омер радијаллаху анху се вратил од самата граница, предлагајќи му и на Ебу Убејде да го стори истото. Меѓутоа, војската на Ебу Убејде веќе пристигнала во Сирија и Ебу Убејде му возвраќа со зборовите: зарем бегаш од Аллаховата одредба, о Омере? Омер му возвратил со зборовите: да ми го кажеш ова некој друг, не би се зачудил.
Да, бегам од една Аллахова одредба кон друга Аллахова одредба. Од оваа случка можеме да заклучиме дека се случува со Аллахова одредба, па и овој вирус. Истовремено ние сме одговорни и должни да донесуваме паметни и трезвени одлуки во нашите животи. Овде ќе завршиме со довата за заштита од заразни болести. Allahumma inni a'udhu bika min al-baras wal-junun wal-judham wa min sayyi al-asqam.